Почитуван господине председател, почитуван господине министер, почитувани колешки и колеги. Денеска имаме една интерпелација која беше одавна подготвена за еден кандидат за председател. И с оглед на тоа дека веќе имаме дефинирано кој ќе биде кандидат за председател, лично очекував дека ќе имате доблес и храброст да ја повлечете оваа интерпелација, но за жал тоа не се случи. А денес ќе имаме уште една трагокомична, непродуктивна пленарна седница. Тоа го кажувам бидејќи, читајќи го образложението за интерпелација, дојдов до заклучок. Како некој да ви напишал интерпелација за поранешната министерка за внатрешни работи, која е сега обвинета за тешки кривични дела. Тоа го кажувам бидејќи без верифицирани докази, но и без елементарно чувство на одговорност зборувате за неодговорност, несовесност, незаконитост, прикривање на убиства и криминали и така натаму. Се прашувам, во кој свет вие живеете? За кој министер зборувате? Немате, господо, никакви факти за сето она што го напаѓате министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Да бараш интерпелација за министер кој дојде на едно тотално партизирано, тотално вамароизирано, криминализирано, тотално неконтролирано од цивилната власт, без никаква доверба од граѓаните и со нарушен меѓународен углед. Вие сега барате интерпелација за човек кој се нафати да ги среди состојбите во тоа министерство. Човек кој за многу кратко време ја доби довербата на граѓаните во државата и човек кој го врати меѓународниот углед на Министерството за внатрешни работи. Но вие, само од вам познати цели и намери, се обидувате со контрапродуктивни, манипулативни тези да го искомпрометирате ликот на најуспешниот министер од осамостојувањето на нашата држава. Тоа го кажувам затоа што припаѓам на генерација која веќе подолго памти, и тоа го кажувам затоа што членовите на партијата на пензионерите и најголем дел од пензионерите го делат такво мислење дека министерот Спасовски е еден од најуспешните министри за внатрешни работи од осамостојувањето на нашата држава. Меѓутоа, во мојата дискусија би сакал да истакнам неколку елементи. Како најблизок соработник на премиерот Заев, министерот Спасовски покажа голема храброст, мудрост и решителност и демократски капацитет. Како човек со основна на интелектуална честност, со изваредност на одење во просторот и времето, затекнувајќи едно тотално приватизирано и партизирано министерство. Министерот Спасовски покажа и докажа дека се работи за исклучително образован, тактичен и толерантен, но и принципелен и кооперативен во реализацијата на зацртаните цели на нашата татковина. Колку што јас имам информации, министер Спасовски има кристално чиста биографија без никакви морални и правни дискредитации, со чувство за сразмер и на собствените и на МВР и на можностите на Македонија. Со изореден преглед на состојбите на безбедноста, лишен од глупави и штетни илузии, пристојност во однесувањето, а некако некои малограѓански шерифи кои што ги имаме во претходната власт. Сум размислувал, што ви пречи тој човек, па му поднесувате интерпелација. Може би не можете да му простите што се дистанцираше од криминалното, недемократско, приватизирано и партизирано Министерство за внатрешни работи. Или може би не можете да му простите што конечно во МВР се почитуваат човековите права и слободи, па не расчисти на радикален начин со остатоците од груевизмот и фамилијата
во МВР, па се уште има остатоци од тие структури кои ја кочат, обструираат и саботираат работата на Министерството за внатрешни работи. Мислам дека порадикално требаше да се расчити со нив. Или пак, што досега се направени најголемите реформи во Министерството за внатрешни работи. Ако не веруват, или конечно почнаа да се преминуваат строги критериуми и стандарди при прием на полицајци. Ако не верувате, можете да направите споредба со последната генерација на примени кадети за курс за полицајци или неколку генерации пред тоа. Само визуелно ги погледнете и нема потреба да се прави никаква анализа. Има разлика и во тоа, што поред тоа што ги примавте без ikakvi стандарди, мора да платат и висока цена за извршената услуга, а цената вие најверојатно подобро знаете од мене. Или пак, не може да му простите што заедно со премиерот Заев и другите блиски соработници дојдоа на власт победувајќи во една безпоштедна борба, буквално гради во гради, не штедејќи го и својот живот во борбата против корумпираниот, популистичкиот и националистички режим на ВМРО, кој Македонија ја држеше како заложник само да ја задржите власта. Вие, господо, може да барате интерпелација и да критикувате за криминал, корупција, непотизам, партизација, тогаш кога ќе се оградите од груевизмот и фамилијата. За жал, господо, се уште ни името не смеете да им го споменете на овие двајца. Каква иронија, каква хипокризија. Многу брзо заборавате и почнувате да се повикувате на стручност, законитост, професионална етика, непристрасност, транспарентност и одговорност. Или пак политизација и партизација. Господо, дури не сакам да се подсетувам какви беа состојбите во Министерството за внатрешни работи порано и сега. За видливите резултати времето не ми дозволува во Министерството за внатрешни работи, него само таксатативно ќе спомнам некои кои веќе беа спомнати. Купените нови униформи кои 11 години не беа заменети кај полицајците, а вие сега зборувате дека не се набава. Или се зборуваше за дрегери, за алкотестирање, за купените радари, за намалениот број на нерасчистени убиства, намалени се тешките кражби и зголемена ефикасноста за нивно расчистување. Или ако сакате, зборуваме за меѓународната соработка на Министерството за внатрешни работи. Некој веќе спомна дека само во 2018 година се склучени договори на билатерална основа со 11 земји и 3 такви на мултилатерален план. Тоа за претходната министерка беше мислено имање. Завршувајќи, господа, сакам да ви порачам дека е време да се вратиме во реалноста, бидејќи сте тотално дезориентирани во вашата реторика на повторување на отрцани тези. Вашето партиско раководство упорно се држи на новиот тип на реторика кој сум го неколку пати спомнал досега, тоа е папагализам, па и денеска имаме такво повторување. Најдобро би било да расчистиме со груевизмот и второ, да сватиме дека мораме Македонија да внесеме во НАТО и во Европската Унија. И затоа треба да се посветиме на реформите сите заедно кои ми ги зацртали. На крајот, господине министер, треба да бидете поносни и горди што направите се за Министерството за внатрешни работи. Јас од партијата од која припаѓа, партијата на пензионери, високо го тоа цени и почитува, и не само партијата на пензионери, него и граѓаните на Република Македонија. Благодарам.